Денеска би разговарале двајца млади луѓе што представува јачината на еден човек, сигурно би било тоа да кој ќе биде физички појас за да се пресмета со било која личност. Меѓутоа во минатото кога станувало збор за јачината на човекот, односно снагата на машката личност, тоа се представувало преку личности кои што својата снага, односно енергија, искажувале на масовните посети на граѓаните, на надпреварите, фудбалските утакмици и слично. Зборуваме за охридските легенди. Од емисијата од недела во недела и онаа прилока, минатото живее и денеска. Па ќе видиме за кого ќе стане збор денеска. И навистина има многу охридски легенди, односно личности кои што од со минатото живеат и денеска. Сликата можеби на многумина не ќе представува нешто посебно, човек едноставно што кренал магаре, можеби е монтажа, ќе речат некој, меѓутоа не. Сликата е направена 1963 година. Магарето не знаеме чиво ќе ни кажат, можеби, а човекот што го кренал магарето е Кочо Трендафиловски. Добар ден за Кочо Трендафиловски. Добар ден. Еве, ние направивме една емисија, почнавме со емисиите за охридските легенди, односно легенди луѓе кои што живеат и денеска. Вие сте Кочо Трендафиловски, односно после оваа слика што ја имате направена 63-та година, добивте и надимак Кочо Магарето, нели? Не е тоа за лутење, не му се лутите ни на охриѓани, не ништо. Меѓутоа, ќе се осврнеме за едно време, од 60-тите години, време кое што би сакал да живее и денеска, и да му представиме и на нашата генерација, и на генерациите што доаѓаат, што представуваше Охрид во минатото. Па, еве да кажеме малце за кој беше најакиот човек во Охрид во тоа време, Кочо Трендафиловски. Што представуваше тогаш машката снага? Дали она што денеска, да се пресметуваат едни према други, или па машката снага тоа во тоа време представуваше она јачина и снагата на мажот што се представуваше преку снагата, преку она што можеше да се представи пред илјадници луѓе? Па тога одевме на некое рвање, борење, речеме бокс, а сега нели одат со пиштоли, со разни други елементи. Разликата е таа, сега што може со ништо да се победи еден таков човек, а тога не можеше таа работа да се деси. Многу сум прашувал луѓе и тука по Охрид за тоа време и кој беше најаката лично, викаат Кочо Магарето. Како се одвиваше тоа вежбање на тоа време? Машката снага, колку беше цената и во што се презентираше? Вежбавме на едноставен начин, гледавме, како што гледате, разни луѓе, животни, како било све, кревавме, зашто тога немаше други работи како да се креат, него така се зачврстувавме и мислам со многу работа. Не, па и за тоа требаше многу работа, но сега има поубави работи. Сега тешко е да се каже, да се споредиме со тоа време, но со многу работа идавме до такви работи, кај што можевме на вистина да се напреде на ваква работа, не можеше секој човек да го напреде. Зашто 300 кила не може секој да крени. И сега, ево, и се гледат и овде во сликата, 150 кила, да речеме, многу лесно ги кревавме. А сега, да речеме, 150 кила, тоа не е мала работа да се креват 10-15 пати така. И после, ќе ви кажам јас како се дешава други работи после во Америка. Сето тоа беше на такмичарски дух, едно докажување на вистина што представува јачината и снагата на човек. Ајде да ми кажете малце, 63-та година, односно 60-тите години, на кој начин вие младите, кога ќе кажа Кочо Магарето, например, е најак тука, дали имавте своји ривали во тоа време? Баш тоа е, тога што немаше ривали, се знаеше кој е кој. Сега, например, ако сега одиш кај некого, секој ќе ти се супростави. Тога се знаеше кој, за кого се работат и никако не можеше да дојде до некаква кавга, затоа што знаеше тој е тој и готово. Сега, например, на секој момент може да налеташ на кавга и никаков човек да ти се супростави и
може да стане дебелата. Ајде да позборуваме малце за магарето. Значи, каде се случи сето тој, како е направена оваа слика? Тоа беше во Свети Наум. Една жена се беше качила на магаре и јас му реков на другарите, ево му едам сега, гледајте што ќе направиме, демек ќе го кренам ова магарево со си жена. И така, после. Дали беше опкова за тоа? Немаше опкова, не опкова, чисто така си пиуцкавме тамо на една маса и му велам сега, гледајте што ќе направиме, знаеш, малку сензација да направиме. И вистина стана сензација, жената е кренав и него, и магарето и тоа многу клоцаше, сакаше да скокат, нели, ама ја го држав здраво. И магарето остана, а жената ми падна. На која годишна возраст бевте тоа? Па тога бев на 23 години. 23. Значи, атракција постоеше, значи тогаш ето 63-та година, па до ден денеска ви остана тоа име, тој надимак, значи, со магарето. Меѓутоа имам случај дека освен тоа имавте и други активности во тоа време и како спортиста, нели? За бивша Југославија, да речеме, ето на тоа време додека се играле фудбалските надпревари во Грашница. Која беше тоа, значи, вашата презентација на вашата снага? Епа, тога со кладивото одев во паузата од 15 минути како е. Јас 3-4 пати го фрлев кладивото и после понова фудбалот, нели? Така почнавме со кладивото. Овде, зашто немаше кладивото. Значи, вие бевте единствениот од Охрид што фрлев? Да. И после ојдов во Белград, и после ојдов во Америка и наставив таму со фрлењето. Но американците не ми даваја да такмичам затоа што бев македонец. Ми велеа 5 години мора да седиш. Државјанство? Да, државјанството не можев да го примам. И јас се вратив за 3 години и така не можев да достанам. Колку далечина достигнуваше кладивото што го фрлавте? Па 58 метра јас фрлев кладиво, но можев многу поиќе да фрлам. Тамо во Америка имаше специјално како да се намести човек и како да го фрли. Ама јас не ги разбрав сите работи кои што требаше да ги разберам тамо во Америка. И на моменти фрлав убаво, на моменти лошо. Затоа што не Немавте тренинг како што треба стручно? Да. Кој тогаш во тоа време се такмича од југословенските спортисти? Епа, тога с Безјак беше првак во Југославија беше Безјак. А имаше и други, многу, но како прв беше Безјак. И после од секоја република по некој. Деме како од Македонија јас. И ево и новината тамо се кажи. Колку спортот во ето да кажем во тие години беше поорганизиран него денеска? Спортот беше организиран, но немаше инструменти во кои и немаше ни добри тренери како да се работи. Што многу е важна работа тренеров како ќе ти покажи и како може да разбереш како ќе го фалиш кладивово ако немаш добар тренер. И денеска нема такви работи. И денеска нема добар тренер. За ова работа нема тренер. Во Македонија нема, сега во Белград има сигурно. Колку често ве прашуваат ето за вашите овие авантури, да ги кажеме, 60-тите години? Па, често пати кога се најдуваме со некои луѓе, ќе се спомниме што било. Но тоа не беше само тоа. Јас кога ојдов во Америка имаше многу други работи. Речеме јас кога стигнав во Америка само со $3 стигнав во Америка и се јавив во една компанија кај што требаше да се боксува. И боксував и за бргу време дојдов до пари и тој човекот што боксуваше против мене, тој мислеше дека јас не знам да боксувам и така ја некако звизнав јако кога се крена тој народ и тие сакаа да јас таму останам, ама јас морав да одам во Чикаго, нели, во Њујорк се дешаваше ова. Јас велам морам да одам во Чикаго и тие мене ностоп ме бараја да разбереш таму. Значи вие без тренинга, тоа е со тренинг за боксирање? Ја тренирав во Суботица. Во Суботица тренирав за бокс. Кој клуб тоа беше од тоа време? Спартак. И
во Спартак тренирав и тамо беа за тоа време многу добри југословени имаше во Спартак кои што боксаваа и кои што мислам на ниво на Југославија беа првни атлетичари. После тоа се појави Мате Парлов, дали истото тоа беше време или покасно? Покасно беше Мате, покасно. Да, пред Матета. Али, ти викам, Спартак имаше добри боксери. Тоа сигурно знам. Тоа време излегува и журнали, нели? Да. Дали се сеќавате сигурно, дали на тие журналите бевте ли вие застапени? Ето со како спортска активност некој од Охрид. И што представуваше, ево да кажеме и за гледачите, журналот во тоа време? Па имаше на неколку пати, ретко ги имаше, но ево вака на некои места ги имаше журналите и беше по тога затоа што немаше многу каде да се снима човек, каде да се стори, ние демек со Кейф одевме да направиме нешто демек така да се види. Мислам од тоа Скопје, да речеме, Скопје ми излезе во сусрет, јас работев за работнички. Работнички и денеска мислам постои работнички, но тренери од работнички ги даја секој ден овде кај мене и вежбав. Дека имаме една слика, ево каде што вие легнати па двајца се седнати на клупа и ги кревате. Каде е ова фотографија снимена и на брод, значи? На брод нема што да правиш, и сега во слободни ден, ајде сега и ќе вежбаме. Таа работа така се дешаваше, ти немаше каде што и земавме овие, имаше големи цевки тамо тога и обично само кревај на тие цевките, зашто немаше тегој. Овде немаше тегој. Мислам во Белград имаше тегој. И затоа се префалив после во Белград. И тамо имав добри резултати во Белград, ама не го сакав многу дигајнето, сакав поиќе клави. И со клавивото ојдов во Америка. А со боксот колку сакав, само колку во моментот се најдов во небрано лозе што велиме и се пријавив за боксот, само еден момент. Не сакав да боксувам стално таму, знаеш? И пак сакав други работи, за кладивото ми беше работа. Којдов во Чикаго, еднишка тој газдата му викат на еден од тие неговите пријатели, ај овие двајца ќе ги спојаме да се затепат, да живеат. И ние не знаевме што се дешава. Тој газдата други си имаше човек и јас. Зашто га ојден, а не знам ништо што се дешава, а не знаев ни амерички. И тука денешка почна да се некоја кавга и кога се грабнавме ние двајца, по ова сад се направивме, ренде се направивме. Кога гледам седне овие, ко пријатели си се спријателија, тие си беа пријатели и порано, ама не, сега стана кавгата, стана чисто од само да видат кој со кого, кој колку ќе стори, да разбереш. Ето можеби тоа беше еден тест за снагата негова. А во Америка нели постоеше во тоа време да постојат и тепачки за пари, па се кладат луѓето. Дали сте учествувале во такво нешто? Не, во таква тепачка не. Само ова тепачка, мислам, кај што не за пари, него чисто да видиме кој е поја. Чисто така беше. Не, значи ништо не, тие се поздравија и ние после се поздравивме, али разоше направивме рендес. А неам така за пари, не сум бил на такви случаи. Дали беше тешко во тоа време, ето, вашата талентираност во снагата и во се тоа, значи, што ги имавте своите спортски способности, тешко да се пробијате самите? Колку во тоа време, ето, тие тренери што постоја, па и да кажеме и менаџери, што менаџерството се појави покасно, значи, колку вие самите се пробивавте да се докажете кој сте и што сте? Да ви кажам, навистина боксот во тие моменти боксот ништо не значеше. Не даваја ништо пари за боксот. Ќе одеше да боксуваш за џабе, чисто само крвоите ќе останеа чар. И тоа не одеше, а и другиве спортови не одеа. И ко Америка, ко стигнав, тога првпат видов нека пара, демек, што видов, тоа беше тоа. Значи, Америка видов дека може некоја пара се заработи. Ама пак тамо беше, не беше дозволено, ти едам 5 години морав да работам за ними.
5 години да бидам само стално да вежбам, а да не можам да излезам на такмичење. И се вратив назад. Носталгијата ве врати назад. И тога и беше добро овде. Не беше како сегаш. Мислам, Југославија беше нешто друго, разбира. Сега шо Македонија ништо. Не можеш ништо да направиш овде сега. А тога ти верам Југославија кој беше и пара имаше голема и се врати. Јас, например, 1000 марки, разбираш, 1500 марки си земав кога се врашам овде. А и таму толку пари заедам.